Како прво, благодарам на честитките. Доста тежок надпревар. Првенствен надпревар кој што можеби и тука локално дерби. Тежок исцрпувачки надпревар до последните секунди. Знаете како, значи во фудбалот некогаш може да играш добро, да изгубиш, некогаш можеш да играш малку послабо, па да победиш. Мислам дека денес како тим целокупно не бевме на посакуваното ниво. Имавме некои проблеми во агресијата. Ни фалеше она агресија од претходниот надпревар, но исто така на домашен терен од Скопје. Многу лесно испаѓавме во ова при таа агресија после изгубена топка, но на крајот сепак резултатот е најбитен и мислам дека некогаш пак ќе повторам, играш добро, може да изгубиш, на крајот се сметаат бодовите. Детонит се покажа, да им честитам и на нив на пожртвуваната игра, се покажа во доста добро светло, можеби немаше изгледни ситуации, можеби ние бевме тимот кој што сакавме да дадеме втор гол, но на крајот овој резултатот првото полувреме остана. Те повлековме во некој среден блок, го чувавме резултатот, поради тоа што и јас увидов во мојата екипа дека имаме некакви проблеми денес и само чувањето до крајот на преварот, чувањето на резултатот беше патот до успехот. Мислам дека успеавме, мислам дека останавме со чиста мрежа. Им честитам на моите играчи и покрај овој лош ден, да го кажеме, целокупната екипа беа тие кои што се изборија и они се тие кои што треба да се слават, и огромни честитки до нив, огромни честитки до највачката група кој што ни беше 12 играчи ајдуци. Исто така и голема благодарност до целата струмичка јавност, публика кој што дојде денес и да им се заблагодарам, да доаѓаат и да ја поддржуваат Беласица и на наредните надпревари, затоа што на Беласица и треба поддршка, и треба ветар во грб. И еве исто така да го поздравам и легендата на струмичкиот фудбал, кој што денеска му дадовме почит и чест со 555 надпревари. Не е малку да одиграш во Беласица и капа доле за него, му се поклони цел стадион, целата публика. Честитки уште еднаш, честитки до сите актери и како за крај продолжуваме понатаму, веќе заврши Детонит, се насочуваме кон следните предизвици кои што ни престојат во првенството.